Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Денеска ја завршуваме она иницијатива која што е поврзана со гробот на Филип Македонецот и кои што се поврзани со мојот град Кочани и вистината. И со ова моје видео денес ќе го завршиме овој серијал за Кочани со докази и аргументи кој што правил и зошто сето ова го правил со Владо Павлов. Или во превод, нашата цел е до нивниот празник, празникот на Молохот, празникот на Дедо Мраз, празникот на Јанус, 25 декември, да ви ја соопштиме целата вистина. Што значи сето ова? Ова значи една вистина која што мора да ја додржи земјата во живот. Најпрво ќе ве потсетам за еден лик кој што наголемо дебатираше, пишуваше, ширеше омрза кон мене, манипулираше, а се со една цел да го скрени вашето внимание или да одработи за да се скрие ова вистина за гробот на Филип и вистината за мојот град Кочани. Затоа и велеше дека овие докази и артефакти, ако се од големо значење за Македонија, ќе биле одземени. Ете, денес ќе зборуваме за докази кои што се одземени, докази кои што се правел нарочито претрес, за кои што се уште се воде кривична постапка против мене и за кои што се уште јавниот обвинител Кочански ја премолчува вистината и немаме одговор зошто ги нема во депото овие клучни докази за моето светско откритие во ОВР Кочани или во УВР Дувлочани. И за Владо Павлов, секогаш ќе остане УВР Дувлочани, се додека владата на Република Македонија денешнава со Тино или во иднина било која друга не расчисти со ова секташка организација во Дувлочани. Каде што во Дувлочани имаме држава во држава, каде што не функционира ниту еден закон. А тоа го знаат сите, од премиерот до министрите и преку директорите на УЈП и така натаму и така натаму. Ова битка со вистината не е започната од денес. Ова битка прв ја започна Никола Груевски заедно со Сашо Мјалков, на кој што им се приклучи и Ниче Димовски покојниот. Ова битка, на кој што со докази, аргументи и потврди дека Владо Павлов е во право, најголемиот непријател на Македонија, а тоа е митрадитот со потекло од Албанија, Паско Кузман, кој што користи прекар на Кузмановци и кој што истиот тој врска нема со таа фамилија во Охрид. За работите да бидат пострашни, во тој временски период големиот Ниче Димовски го измисли геоглифот. Под капата на побегулјата во Будимпешта од фамилијата Зрински Никола Груевски. Зошто го измислија геоглифот? Геоглифот го измислија токму поради овие откритија на Владо Павлов. Ако понатаму ја следете вистината,
И ако го следите Владо Павлов со години и децени уназад, ќе видите дека во исти временски период се случува геоглифот во Свети Николе, а и во исти временски период се случува и Алекс, градењето на големиот стамбен комплекс во Кочани под капата на Сашо Мијалков тогаш и Орце Камчев и Бетон Штип, каде што скриениот нивен Пулен, Кочанец, е тој што ја извршува нивната задача. Локалитетот Текишински Лозја е локалитет од големо значење за Македонија и започнува уништувањето на истиот тој преку изградбата на овој стамбен комплекс на кој што извршител е Бетон Штип, а се Орце Камчев и Сашо Мијалков. Се поради откритијата на Владо Павлов да се зацементира вистината, а од друга страна да ја представиме во Светениколско, на кој што учесник им се приклучува и Ниче Димовски покојниот. Од тука, секој од вас ќе дојде до заклучок дека ова сценарио започнува од времето кога Паско Кузман е во посета на Кочани, лично на моја покана, каде што лично му го објавувам сето ова. Јас верував дека постојат македонци, јас верував дека постојат патриоти, но верувајте ми, македонци, до ден денес ја во ниту една влада не сум видел патриоти. Ни во денешната. Затоа што сите наводно мудро молчат. А молчат поради вистината. И затоа требаше Владо да заврши како Јован Крстителот со отсечена глава, како сведок на целата ова вистина која што ви ја презентирам. Оние кои што се со Владо Павлов овие 15 години и повеќе се сведоци на ова тортура, на ова измачување и на сето оно што го прават против Владо Павлов. А зошто го прават? За да се скрие вистината и да ја пренесат на геоглифот, каде што Владо Павлов ви докажа и ви достави докази за 2 галвазирани кутии кои што се донесени од Египет преку Вавилон со помош на агенти од НАТО, а на кој што претходно беа покојниот Аристотел Тентов и Паско Кузман. А исто така и Душко Алексовски. Сите овие се учесници во создавањето на гробница на Александар на геоглифот во Свети Николе. Но на патот на ова гробница им запречи Владо Павлов, затоа што од доказите на Владо Павлов и од сето оно што го следеа Владо Павлов, тие почнаа да ја прават ова гробница вештачка на еден подземен тунел или бункер од времето на Тито, каде овде се вршени геолошки истражувања за колку имаме нафтени шкрилци, затоа што овде било Белото море, тоест било до Штип, каде што на стариот Штип или Исарот е дел од престолнината на Тесалоника, сестрата на Александар Македонски, што значи дека Штип би бил градот Солун пред да се случи железна порта од времето на Константин, кога водата преку железна порта се излива и од Ново село Шчип и доаѓа онаму каде што е денес. Ниче Димовски за овој проект спрема екипа, значи екипа каде што до оној кој што ги чистеше улиците се знаеше кој ќе биде, доколку се отвори гробот на Александар во Свети Николе. За овој гроб, македонци мој лажен,
за кој што е донесена и мумија од Египет и е ставена овде, стое Ватикан и Англија. И продолжувам. За овој гроб е направено и Скопје 2014. За овој гроб се прават и патиштата низ Македонија. За овој лажен гроб се подготвува и Македонија се гради. Одговорно тврдам дека Скопје 2014 без гробот кој што требаше да го отворат, а однапред припреман од Паско Кузман и екипата, се заедно поврзани. Скопје 2014 и геоглифот, лажниот гроб на Александар, се заедно поврзани. Ова е еден главен доказ и аргумент зошто Владо Павлов требаше да заврше како Јован Крстителот со одсечена глава. И тоа се уште трае. На овој проект лажен од Никола Груевски, од Ватикан и од англискиот двор им сметаше Владо Павлов. Затоа и првиот полен на англискиот двор, ако знаете дека на принцот Чарлс и на фамилијата во Англија е синџирот на Мериот, а знаете кој во Македонија е Мериот, во тој прилог ќе дознаете и кој е главниот на англискиот двор, каде што нема никаква разлика помеѓу Тиберий како римски император и сатрапот на Македонија Понтије Пилат пред 2000 години. Потпуно идентично. Англиски двор и Сашо Мијалков денес. Никаква разлика. Од тука започнува хајката против Владо Павлов. А хајката која е? Да се уништат сите докази на Владо Павлов. За да може гладко да помине лажниот гроб на Александар Македонски во геоглифот Свети Николско. Па затоа требаше да се зацементира се во Кочани со локалитетот Текишински лозја од страна на Орце Камчев и Сашо Мијалковски, преку изградбата на стамбениот комплекс Алекс, која што трае до ден денес. Најголемиот соучесник за овој линч против Владо Павлов поради вистината е најголемото зло на Македонија Паско Кузман, кој што ме бде и демне години уназад да ги дешифрира моите откритија. А негови извршители се Никола Груевски и Сашо Мијалков најпрво и Ниче Димовски покојниот. Понатаму продолжувам. Паско Кузман е главен масон на масонската ложа Круна на Ватикан. Или првиот кој што стои човек на папата. Без Паско Кузман никој не може да отиде во Ватикан. Затоа, немојте да се сомневате зошто на Владо Павлов треба да биде отсечена главата како на Јован Крстителот. И продолжувам. Хајките понатаму одат до тој степен каде што плејада на македонци шпиони на ова екипа се пуштаат кон Владо Павлов. Од кои што поголемиот број ги знаете вие и нема потреба да ги споменувам со име и презиме. Плејада на шпиони кои што се подмитени од ова екипа. И на крајот, последното сценарио завршува со домашниот шпион. Домашниот шпион ја сноси најголемата одговорност за вистината која што е поврзана со гробот на Филип и гробот на Филип преку Владо Павлов.
домашниот шпион учествуваше во сите дела на Владо Павлов за воскреснување на Македонија. И на крајот, домашниот шпион, кој што ја сноси неголемата одговорност пред Бог и неголемата карма, за кој што јас сум кажал дека ова не е издаништво, ова е галактичко интернационално издаништво кој што го направи домашниот шпион, на кој што се му беше дадено и се му беше дозволено. Тој ја отвори вратата на сите овие кои што денес го прават сето ова против Владо Павлов. Но, тие не го прават ова против Владо Павлов. Тие ова го прават против Македонија и против сите вас. Зошто? Затоа што ако таа мумија што е донесена од Египет, кога беа во посета Аристотел Тентов, Паско Кузман и Душко Алексовски, е мумија на некој римски император, а нас не лажат дека е на Александар Македонски, ние сите почити ќе ги даваме на тој римски император, а не на Александар. Затоа, мистично ќе ви кажам, само духот на Александар е тој на кој што се поклонувам и на кој што го правам ова дело. Неговиот дух е присутен тука меѓу нас. И тоа е тој што се спротивставува на сите нив, кои што не веруваат во Божите дела. Ниту Сашо Мијалков, ниту Никола Груевски, ниту Ниче Димовски веруваше, ниту Паско Кузман, ниту денес премиерот Тино, ниту Зоран Заев предходно, и сите тие да не ги набројуваме. Тие не веруваат во духовното македонско. Тие веруваат во материјалното. И затоа нивниот празник е 25 декември. Празникот на сатаната, празникот на Дедо Мраз, празникот на Јанус, празникот на Молохот. И ви го поклонувам да си го славите и да продолжите да си го славите. И Елки не да има 20 метара, 100 метара да ставате на площадите. И тука не ви наоѓаме мана. Вие сте така избрале, така терајте. Само едно да знаете. Со завршувањето на ерата на темнината денес, тие елки ќе ви останат само во меморијата. Бидејќи елката е човекот. Човекот е пирамида. Елката е пирамида. На кој што треба сите чакри да бидат осветлени, отворени. А на овие кои што го работат ова грозоморно сценарио против Владо Павлов и против Македонија, ниту една чакра не им е осветлена. Џаби им тие милиарда евра, џаби им тие Ферари, џаби им таа шпит ципела. Се им е џабе. Ете, ако не сум во право, тие ме слушат, тие ме гледат, тие знаат се за мене, тие ме следат. И аз ги повикувам, прв Сашо Мијалков, абе, уште денес, уште утре, кога знае и кога умее да ме кокне. Ама едно да знаете, Бог одредува кој треба да биде кокнат или не. Затоа што и на ними било дозволено тоа да го прават. Бидејќи Бог го контролира и доброто и злото. Или во превод, Бог им дозволува, ако тие не били учесници во ова грозоморно злобно сценарио, Бог нема да го пронајде оној што ќе ги пронајде нив. И затоа сега сме на иста вага. Првиот пулен на англискиот двор Сашо Мијалков и јас како Владо Павлов, никој и ништо, забеган човек, ненормален човек, што ли не? И сето тоа го правеа пулените, за да се сокрие вистината што го пронајде Владо Павлов гробот. За да
Истите овија го преместат во Свети Николе, на место каде што е било градено златното теле, на место каде што бил Молохот, кога Мојсија се враќал од Египет и кога ги зимал 10 Божји заповести од богословец. Тие кои што се протерани од тој временски период, кога рекол Мојсија уби го братот свој, тие го создадоа Рим и тие се враќаат денес да се осветат на поколението на Мојсија. И затоа изберено Свети Николе. Не е случајно црнилиште. Да не ги споменувам Плејада, Домагој, таму имаме Никола Ристевски, таму имаме дечко кој што беше археолог во Бугарија. Да не ги споменуваме илјадници кои што поминаа преку Владо Павлов. И знаете кој треба да го отвори овој лажен гроб, македонци мои? Овој гроб треба да го отворе големиот Семир Османагич, каде што овде не можеме да изоставиме уште еден кој што е учесник во ова грозоморно сценарио, а тоа е Мичо Крокодилот. Сите тие ја имаат ова иста цел. Нивната цел е македонецот да не се поклонува на вистинскиот гроб, туку македонецот да се поклонува на вештачки гроб, на мумија од римски император. Кога вие се поклонувате на таа мумија, вие го оживувате тој што е таму, или му го оживувате неговиот дух, како тоа што Владо Павлов го праве и го оживува духот на Филип и Александар. За сето ова сценарио, повторно ќе кажам, најголемиот виновник е домашниот шпион, кој што им ја отвори вратата на сите овија. Али тоа не поради друго, поради тоа што домашниот шпион е неизживеан, никој не го знаеше. И кога виде благодети кои што ги даде, сето оно што го правеше Владо Павлов, тој мислеше дека ќе биде Божица. И во тој пат ја искористуваа цело време, за да можат да го срушат Владо Павлов. Затоа денес јавниот обвинител молче, бидејќи навистина со докази и аргументи стојат делата на Владо Павлов. Каде што, како што гледате, 63 мртви дечиња. И кој знае уште колку ќе имаме починати од проблемите со бели дробови за некоја година. И никој не е виновен. Ама затоа највиновен во кочани е Владо Павлов. Затоа што Владо Павлов го чуваше ова дело. Затоа што Владо Павлов го чуваше ова дело. Дело кое што е поврзано со Македон. Дело кое што е поврзано со Макот. Дело кое што е поврзано со Аполон, со светлината, со храмот на светлината. И пак ќе дојдеме до истите онија, кои што се учесници за киднапирање и крадење на овие докази. Пак ќе дојдеме до истите онија кои што го прават лажниот гроб на Александар во Свети Николе, во црнилиште. Пак ќе дојдеме до сето она вистина која што е почната од времето против Владо Павлов. Ако ги поврземе сите учесници со Пулс и со Владо Павлов, ќе видите дека се идентични. А нивниот врховен ментор, или како сакате кажете го, пак е Сашо Мјалков. Затоа е стравот. Ама страв имат оние кои што не веруваат во Бог. И плашете се, тоа си е ваше право.
Бог одлучува кој треба да живее, а кој треба да умре. Бог одлучува кој треба да прави зло, а кој треба тоа зло да го уништи. Само едно да знаете, во Македонија има голем процент на поклоници на злото. Тешко на сите вас, кога Бог ќе одлучи, а веќе одлучува тоа зло да го нема. И затоа Александар Македонски е вечно жив, или духот негов е жив и е тука. И тоа е тој што го прави ова, што не дозволува македонецот да се моли на мумија од некој римски император во негово име, како тоа што го правите 100% македонците и го користите делото на Владо Павлов за ваши собствени цели, и не во Македонија, во цел свет. А тоа дело не е мое. Тоа дело е на духот на Александар Македонски, кој што е вечно жив. Вие него го манипулирате. Вие од него зимате. Вие со тој дух утре ќе се расправате, не со Владо Павлов. Владо Павлов е само рутер, кој што прави макадам пат на Александар Македонски. И тоа го прави од 2002 година. Затоа што тој е царот на царевите и кралот на кралевите. Владо Павлов не е ништо. Макадам пат е зидниот цар на царевите и крал на кралевите. А кој е тој? Александар Македонски. И тој дух ќе се вплоти во неговата душа и тело. А кога ќе се вплоти со помош на Владо Павлов, со сето ова што го прави, тогаш тешко на таквите како Сашо Мијалков. И сега, а па тек тогаш, затоа ги подсетувам да знаат како заврши Ниче и кој е тој што не му дозволи на Ниче Димовски да спроведе агендата за лажниот гроб на Александар. А од тука го подсетуваме и големиот Минчо Јорданов, без кој не можеше Скопје 2014 да постои. Да си ја каже вистината за се оно што се правило со Мичо. И дали Скопје 2014 како што постои денес, без лажниот гроб на Александар како што го припремаа сите овие, во Свети Николе ќе имаше ефект. Јас ви велам не. Немаше да има ефект, македонци мои. Бидејќи Скопје 2014 и Геоглифот се заеднички поврзани. Ама затоа Владо Павлов требаше да заврши како Јован Крстителот со отсечена глава. Затоа имаше ојденци, дојденци и јадници ке Владо Павлов, кои што одработуваа за Сашо Мијалков и англискиот двор и Ватикан. Ете, вие треба да ја знаете вистината пред последното славење во иднина на Јанус и ова нивна Јанусова година. И затоа и Бог не ми дозволи да отвориме на 20, а правевме се во Прилеп, бидејќи не дозволува негови дела на духот на Александар, да бидат овеличени на нивните празници, на празниците на Јанус, на оној за кого се правеше жртвувањето на деца, на карето, на буфот, и така натаму, и така натаму. Е затоа тај претрес и таа хајка која што се правеше да се одземат клучните докази од Владо Павлов кој што ги чуваше, а се представени пред Паско Кузман уште во 2006 година, за да по-гладко излегнеше приказката и лагата за Геоглифот во Свети Николе.
одговорно тврдам дека сите градоначалници на Кочани, не само со пулс, имат голема вина и треба доживотно да лежат од првиот ден кога Паско Кузман беше во Кочани до ден денес. А најголемиот кој што доживотно треба да лежи е Радко Димитровски. Тој што вели дека се жалел, дека плачел, дека коси кинел за дискотеката Пулс да не работи. А во негово време се отвори, во негово време се правеше, во негово време и започнува изградбата и давање на безброј маркици за градење на стамбени комплекси, каде што последниот стамбен комплекс во монополот требаше да го земе Орце Камчев, на место кој што е од клучно значење за Македонија, да граде стамбени комплекси и таму. Нема локалитет во Кочани врз кој нема стамбен комплекс, споменик, гробишта или некој друго здание од времето на Тито. Која е разликата со Кочани од времето на Тито и денес? Разликата е таа што денес се градат стамбени комплекси, а тога се граделе споменици и гробишта. Тој треба доживотно да леже Радко, Европа, Радко Сорос и вахабиста, како што умеам да го кажам. Најголемиот виновник со Ванчо Деликатес во Кочани за оно што се случува денес во мојот град. Ама кочанчани ништо не знаат. Ама кога излегне некој било каде и бројот на гаќите му ги знаат. Од тоа што кога нема што да работат меѓу себе, сами одат во полицијата се шпионират. И нормално дека треба да има голем процент на шпиони за да не може да воскресне вистината во Кочани. Погледнете ден домашен шпион што направил. На кој живот сме вложували и сме правеле да уживат во благодетите. Погледнете каков домашен издајник е тоа, галактички, интернационален. За да се сокрие вистината на вистинскиот гроб, а да ја преместиме во Свети Николе, каде што покојниот Ниче Димовски милиони евра има зимано од наши македонци во странство, да откупуваат парцели околу Свети Николско, на кој што последен требаше и се уште е во игра Семир Османагич да го отвори гробот на Александар. Па затоа и во високо промовира статуа на Александар Македонски со Мичо Крокодило и со родини. Да се нема македонец кој што ги застане во одбрана на делото на Владо Павлов. Е најголемиот греф на сите македонци 99% денес. И ова видео го завршувам со вистината. Со вистината која што ја спроведувавме. Немаме никаков одговор од протестната нота. Немаме никаков одговор на барање од Овара Кочани или Увара Довлочани. Никаков одговор немаме. А зошто? Затоа што ги нема веќе во депото на Увара Довлочани. Ова е потврда за се оно што е одземено и записникот што е правен. Ова е доказ за едно големо дело кое што го спроведувавме, на кој што баравме и каде што ги исполнувавме сите работи. Плаќавме ДДВ, плаќавме вработени, плаќавме данок, кири и што ли не. Ама ова екипа, начело со домашниот издајник, уништи една голема фирма. А се со една цел, да му се отсече главата на Владо Павлов,
за да можат по-гладко да уништат се, да разнибитат се, да украдат се од вистинскиот гроб, а да ве лажат вас дека е во Свети Николе. Затоа е голема работата со Владо Павлов. Прашајте го Сашо Мијалков, ако верувате дека лажам. Прашајте го и Паско Кузман, пулени на Сорос. Штета Ниче Димовски почина. Прашајте го целиот овој тим, дали Владо Павлов не е во право за Македонија. Или ете, во било која сака телевизија, во било кој сака подкаст, нека дојдат двајцата, во очи да ме погледнат, и Паско Кузман и Сашо Мијалков, пред вас во очи да им ја кажам вистината, македонци мои, кого сакаат тие? Да му отсечат глава и зошто сака? Каде што во еден временски период го пуштија и големиот Палче. Прашајте го и Сашо Мијалков зошто го врати од Србија. Зошто и Палче го врати од Србија. Прашајте го и Зрински Никола Груевски зошто избега во Будимпешта. Зошто денес Заев избега во Дубај. Зарем сите вие верувате дека од Бог ќе се спасите? Ако не сте во Македонија? Ете, јас сум тука. И тука ќе останам во Македонија. И секаде ќе шетам. И ваша одлуката што ќе правите со мене. Ама јас вашите земски титули не ги гледам. Бидејќи знам за кого го правам се това. Бидејќи знам чиј дух штитам. А вие не знам дали знаете. Овде со ова потврда записник е и Кристина, полициски службеник одговорен за претресот, која што не знаеше каде е дискотеката Пулс и која што денес премиерот Тино и министерот Тошковски остават слободно да шета. А зошто? А зошто бе премиере Тино? Затоа што никој не верувате во духот на Александар Македонски. А тој дух е божествен. Тој дух е божество. А сите вие ќе биете сведоци после празникот на Јанус. Сите ќе биете сведоци како сите ќе живееме во 2026 година. Затоа што една ера завршува, а започнува нова ера. Погледнете, македонци мои, дали некаде стои дека во претресот е ставено и цвеќето на животот, или дека во претресот е ставено дека треба да се одземат овие докази, дека јас сум продавач на овие докази. Погледнете, македонци мои. Погледнете. Претресот го прават со цел да ги украдат овие плочи кои се од клучно значење за Македонија. И стои со помош на домашниот издајник и со помош на некој друг кој што најмногу го сакавме сите и правевме све за него. Каде што стои кривично дело надри лекарство, кривично дело производство и пуштање на промет штетни средства за лекување, кривично дело измамување на купувачи. Зарем кривично дело е Агапи, каде што до вчера имавме бесплатни услуги на илјадници кои што имаа проблеми со хемотерапијата и со канцер.
А до ден денес имаме бесплатни услуги на дечиња до 12 години. Каде што плаќаше Агапи ДДВ, каде што плаќаше секоја услуга по 500-600 динари на онија кои што не се во ова група. Затоа што Агапи е солена соба. Каде овде има измамување на купувачи? Каде овде има надрилекарство? И каде е ставен украдениот доказ за Македонија за сето оно што го тврди Владо Павлов, кој што им смета на претходно овие сите што ви ги кажав, за погладко да излегне вистината со лагата за гробот на Александар, дека е во геоглифот Свети Николе, каде што се знае и кој ќе ги чисти гробот, каде што се знае кој ќе ги праве сите тие активности, каде што се знае кој ќе ги граде стамбените комплекси, кој ќе донася на туристите пиво, кој ќе им прави, све се знае, све е направено. Само треба Владо Павлов да го решиме и може да почне вистината со гробот на Александар. Погледнете што се прави во ова секта во Кочани. И затоа не ме чуди што се случи она со Пулс. А да ги прашам сите овие, да го прашам и Увара Довлочани, да го прашам и Кочанскиот јавен обвинител, дали некогаш се преземало действие од 2012 година до ден денес во таа дискотека Пулс? Дали некогаш преземавте действие на Доел, Деко, Таван Пром? Одговорете. Одговорете вие лица. Заедно со Кочанскиот обвинител. Дали во овие 12-13 години нешто сработивте за да докажете вистината? Ама за Владо Павлов сите бевте први. Ме направивте Пабло Ескобар. Ме пониживте. Излегував во мојот град како змија одев од срам што ми направивте. Ама Доел, Таван, Пром, Деко, никој не го гледаше, ни Кочански обвинител, ни сите овие од Овара Довлочани. И сега нема што да правите, се фатите за демнање. И пак користите ваши лица. Како може да демнам некој кога не возам Никола и никаде не сум? Кого вие манипулирате цело време? Јас сам ќе се борам да докажам вистината и веќе е докажена. Кое измамување на купувачи овде гледате? Кое е надрилекарство? Ако е така, зошто Агапи 6 месеца се тресеше и 6 месеца се бараше се за да се ликвидира? Уништивте една фирма која што беше понос на Македонија тогаш. Ако не сум бил чист пред државата, ако не сум плаќал ДДВ, ако сум бил измамник, како ја ликвидиравме Агапи? А зошто ја ликвидиравме? Зошто не одевме со стечајна постапка? Затоа што истите оние непријатели на ова вистина се во Основен суд Кочани. И никој не сака да преземе. Од премиерот Тино до последниот. А сите се информирани. И не треба да преземете никој премиер Тино. Касно е веќе. Бог ќе си преземе се. Касно е веќе да презимате. Трпението Божјо е до нивниот празник. После нивниот празник помнете и не заборавајте македонци. Бог ќе си преземе све. Дали овде гледате надрилекарство? Овие се микробиолошки испитувања на солените соби, кои што докажавме дека се стерилна лабораторија, кај што докажавме
новија извештај од тестирање, новија микробиолошки испитувања. А до ден денес, во ниедна просторија затворена, не се проверува како воздух дишат дечињата. Никој не проверува. И каков кислород испушта она боца за 120 пати кога ќе дишите и ќе си платите 900 динара. Никој не проверува. И каков воздух дишат дечињата во градинките, каде што ротари, поклони, прочистувачи некои наводни на воздух, кои што произведуваат озон. Влези таму озон, излегни надвор озон приземјен. Ама за Владо Павлов се дигна толку голема фама, за да видиме и сега каде овде се гледа производство и пуштање на промет на штетни средства за лекување во тие простории. Каде? Зато и овие испитувања се направени по европски стандарди. Испитувања без кој не може да влезе ниту една сонена соба да и дадат да работи надвор од Македонија. Ова се докази. Ова се докази, македонци мои, дека можеме да работиме и во Европска Унија со ваквите тестирања. Примерок, воздух од солена соба. Каде е воздух од дечките градинки? Каде е воздух од училиштата? Каде е воздух од било што? Каде е воздухот од овие пумпи што ви ги полнат со одстоен кислород? Но сето ова беше потребно на сите нив. Знаете зошто? Сето ова беше потребно на сите нив, македонци мои, само поради ова вистина. Еве вистината, македонци мои. Ако Владо Павлов имал лоши намери, немал овај клучен доказ само иницијативно да финансира во него, да го чува во олтар, на кој што остане уште стакло да стави. А вие не дозволивте ни стакло да му ставиме на овај клучен доказ. Ако Владо Павлов имал за цел, нема со пур пена да го затвори, каде што не можете да го земете вие 30 лица во претресот од Убара до Влочани, па моравте да викате против пожарна, па прв што дојде влахчето да го извади, нека го вади. Ова е доказ, македонци мои, колку грижливо сме ги чувале доказите за Македонија. И каде што никаде го немаше во претресот, а го одзема. Затоа прашајте го Кочанскиот јавен обвинител сега. Која му била целта и за кого е одработено ова? И зошто уште го чува кривичното дело после 3 години? Да му ценуваат како тоа што го прават во Основен суд Кочани со наркодилерите? Ке ги даде Убара до Влочани, Основен суд Кочани ги пушта со ослободителна или со условна. Ајде речепкајте го малку Основен суд Кочани. Да видите како е поврзан со сите адвокати во Кочани, со сите нотари, со сите извршители. И да видите како го стрижат кочанецот. И да видите се што му прават пред пулс. Погледнете како се перат пари преку неплаќање на ДДВ. Видете колку ракет се плаќа. Ама не ракет да го кршат и да го уништуват, па да и плаќат од страф. Затоа што имаме закон за таков ракет. Има друг ракет што се прави во Кочани, пред очите на сите кочанчани молчиливи. Ракет кој што некој им гарантира дека нема да плаќа ДДВ. Ама тие црни пари одат кај тие некои кои што се прават најголеми во Кочани, учесници со сите овие гресоморни сценарија против Владо Павлов и учесници во оно што се случуваше во Пулс.
Никаква нема промена кочени и постимпулс. Никаква. Исто е. И полошо е во кочени од постимпулс. И нема да заборавите дека Бог ќе биде мирен за се тоа што го правите против духот на Александар Македонски, неговиот син. Не. Сите сте се излажале. Сите до еден. Затоа што плочата е поврзана со духот на Александар. Затоа што ова плоча е поврзана и со Александар Македонски. И со неговиот предок Македон. Затоа и символот на етерот, символот на светлината, прикуцвеќето на животот е во две афионски чушки, а нашето име е помакот, помеѓу две чушки од мак. Вие земските богови можете што сакате да правите. Можете да малтретирате, можете да везете, можете да местете, можете и глави да отсечувате. Ама духот не можете да го скротите на македонецот, кој што сега е најсилен, поради тоа што веќе духот на Александар Македонски е жив. И само што не влегол во неговото душа и тело, а е тука и неговото тело. Зато удрете најсилно против Владо Павлов. Сите вие кои што ударавте до ден денес. Посебно ти, Сашо Мијалков, Понтие Пилат.